Ne, tuka nema faul. Može bi na drug natrevaš za 3, trojka! 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 Što ne kritikува? Moja prevarite, se ne odigrate, posite Makedonija! Taka je, ako imaš pravo za takvo nešto... Raduj se Makedoniju! Владко Илиевски е роден на 19 јануари 1980 година во Струмица. Својата кариера ја започнува во 1995 година во редовите на кошаркарскиот клуб Неметали Огражден. Средно училиште завршува во Соединетите Американски држави, Конетикат. Кошаркарската кариера ја продолжува во кошаркарскиот клуб Партизан од Белград, Антибирлик, Анталија Турција, Унион Олимпија Љубљана Словенија, Барселона, Барселона Шпанија, Лотоматика Рим Италија, Виртус Болоња Италија, Монтепаски Сиена Италија, Тау Керамика Виторија Шпанија, Анадол Ефес Истанбул Турција. Освојувача на кошаркарското првенство на Словенија со Унион Олимпија, Шпанија со Барселона, Италија со Монтепаски и освојувач на Јадранската лига со Унион Олимпија во 2006-2007 година. Освојувач е и на националниот куп на Србија со Партизан, Словенија со Унион Олимпија и Шпанија со Тау Керамика. Успесите на репрезентативно ниво ги постигнува како член на првата петорка за играчи до 16 години на Европското првенство во Белгија и освојувач на четвртото место со репрезентацијата на Македонија на Европското првенство во Литванија. Владко е оженет и татко на 2 деца. Димитар Мираковски е роден на 14 мај 1981 година во Струмица. Својата кариера ја започнува во редовите на Неметали Огражден Струмица, а подоцна продолжува во кошаркарскиот клуб Куманово, во Вардар Скопје, ЦСКА Софија Бугарија, Работнички Скопје, Ретимно Грција и кошаркарскиот клуб Феника Вадарци, Еуро Инес Черно море, Варна Бугарија и од 2010 година е член на кошаркарскиот клуб Работнички Скопје. Ванчо Колев е роден на 5 март 1949 година во село Муртино Струмишко. Почнал да дарува крв уште во средношколските денови. Од 1966 па се до ноември 2011 година дарувал крв дури 92 пати. Секогаш бил подготвен и дарувал крв и на повик за потребите на одделението за трансфузиологија при јавната здравствена установа Струмица. Поради неговата широкограда хумана активност, добитник е на повеќе награди и тоа: сребрена значка, златна значка, златен медал, златна плакета и многобројни дипломи и благодарници за особен придонес во крводарителството. Митко Секулов, роден на 13 октомври 1950 година во Струмица. Завршил Виша земјоделска школа во Струмица. Во моментов е раководител на производство и откуп во АД Струмица Табак. Активен бил на повеќе полиња и тоа во спортот како фудбалер на локалните клубови Беласица и Тиверија од 1966 до 1981 година и во полето на уметноста како член на Друштвото на ликовни уметници Струмица од 1993 со изложени 9 самостојни изложби, од кои 5 во нашиот град. Во науката како вработен во АД Струмица Табак го достигнува на високиот животен успех. По долгогодишна работа во селекцијата со признавање на 2 новосоздадени сорти тутун од типот Басма. Овие се првите сорти на тутун од типот Басма добиени по пат на вкрстување и признаење во Република Македонија. Благодарение на челниците на компанијата, целокупното внимание го посветува на научно-истражувачката работа.
ТВ канал ВИС е најстарата приватна телевизија во Македонија. По неколку месечното експериментално работење, официјалниот старт на емитување програма беше означен на 11 октомври 1991 година, па така годинава телевизијата одбележува значаен јубилеј 20 години од своето постоење. Со својот технички и кадровски потенцијал, како и со разновидноста на сопствената продукција, ТВ каналот ВИС важи за една од најреспектираните телевизиски куќи во Република Македонија. Во своето 20 годишно постоење телевизијата реализирала илјадници часови програма од сопствена продукција, бројни телевизиски проекти од национален интерес, оценети со највисока оценка од Советот за радиодифузија на Република Македонија, 30 на сопствени репортажи од земји од Европа и светот, а беше активно вклучена и во неколку меѓународни телевизиски проекти финансирани од САД и Европската унија. Доктор Христијан Костов е роден на 11 февруари 1971 година во Струмица, каде што го завршил и основното образование. На Медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методија во Скопје дипломирал во 1996 година. За време на студиите на Медицинскиот факултет учествувал на повеќе научно-истражувачки проекти од областа на хирургијата и ортопедијата, а бил присутен и на повеќе студентски конгреси во земјата и во странство. По завршувањето на приправничкиот стаж се вработил на клиниката за трауматологија, каде што е активно вклучен во целокупната проблематика на оваа клиника се до ден денешен. Докторира во мај 2009 година. Доктор Христијан Костов е член на Македонското лекарско друштво, МАДОТ, Лекарската комора на Македонија, Cancer Cruces Society, Словенско здружение на антроскописти, ЕФОРТ и многу други. Стручно престојувал во Данска како стипендист на ЕФОРТ. Во 2004 година бил на стручно усовршување во клиничкиот центар во Љубљана. Се јавува како автор и коавтор на повеќе стручни трудови во државата и во странство. Оженете и татко на 2 деца. Кој е најбољи трубач? Кажу на свету. Јави се Струмица, јави се Македонијо. Џамбо Агушев Џамбо. Прва труба. Џамбо Агушев, роден 28 јули 1987 година во Струмица. Основно училиште завршува во Маршал Тито Струмица. Сам започнува да свири на труба од својата 6-та година, а професионално од својата 11-та година со оркестарот Агушеви. На 12 години настапува со кралот на македонската народна музика Гоце Арнаудов на Тетовски филиграни 1999. Соработка има воспоставено со Ферус Мустафов, Есма Реджепова и многу други познати естрадни уметници. Добитник е на повеќе награди, и тоа Рома Тумба Фест во Куманово, Златна труба за соло настап, Гран-при, најдобар оркестар и најдобар инструменталист за Златна труба, Мајсторско писмо, 2010 Кентлер фестивалот Измир, Турција за најдобар оркестар и најдобар инструменталист и последната во 2011 година престижната награда Гуча.